Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Идната недела втори јавен повик за финансиска поддршка на општините за инфраструктурни проекти. Услугата помош и нега во домот за поддршка на стари лица станува дел од системот за социјална заштита и услуги на ниво на држава. Во 13 величествени во категоријата млади ви го представуваме Петар Мирчевски, млад научник. Од утре до 8 февруари во Прилеп ќе се одржи 9-то издание на Интернационалниот филмски фестивал Winter Apricot. Времето денеска студено со најниска утринска температура во овој период на годината -4 и максимална 4 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величествени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величествени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величествени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025-та. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величествени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Идната недела ќе биде објавен вториот јавен повик за финансиска поддршка на општините за инфраструктурни проекти. Следната недела ќе биде објавен и вториот повик за финансиска поддршка на општините, со кој ќе се поддржат капитални инфраструктурни проекти во износ од 15 милиарди денари, информираат од Министерството за локална самоуправа, тврдејќи дека со оваа помош значително ќе се придонесе за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Финансиска поддршка од првиот повик добија 288 проекти во 78 општини со вкупна вредност од нешто повеќе 4,5 милиарди денари. На првиот повик за финансиска поддршка на општините, општина Прилеп аплицираше со 3 проекти: изградба на кружен тек кај мостот Табана, изградба на дел од улицата Победа и реконструкција на постоечки водоводни линии во централното градско подрачје. Услугата помош и нега во домот за поддршка на стари лица станува дел од системот за социјална заштита и услуга на ниво на држава. Центарот за развој и едукација го потпиша договор со Министерството за социјална политика, демографија и млади, во кој над 200 стари изнемоштени лица со различни специфични потреби во Пелагонија ќе добиваат нега од едуцирани негователи кои ќе ги посетуваат во нивниот дом. 2024 веќе го потпишавме првиот управен договор со Министерството за социјална политика, демографија и млади и задоволство ми е денес да споделам дека официјално и за 2025 година преку Министерството за социјална политика, демографија и млади обезбедени се финансиски средства за оваа услуга да биде достапна, заради тоа што се препознаени позитивните придобивки што оваа услуга ги носи и за корисниците, нивните семејства, меѓутоа и за негователите кои што се вклучени во економија на грижа и секако за самите општини Прилеп, Кривогаштан и Долнени кои што се дел од оваа иницијатива и ја имаат оваа услуга. Еден од младите прилепчани во категоријата величествени кој го привлече медиумското внимание, предизвика интерес во јавноста, е и младиот научник Петар Мирчевски. Тој во 2024 година се закати со сребрен медал на светската олимпијада по хемија во Саудиска Арабија. Во однос на олимпијадата таа се одржа во Ријад, во Саудиска Арабија,
во летото, во јули 2024 година, каде што се надпреваруваја околу 80 држави од целиот свет, за да ги покажат своите знаења во хемијата. Да наречам околу 300, може би помалце, ама во таа бројка се движат секоја година учесниците. И искуството е преинтересно, прво да се запознаеш со држава како Саудиска Арабија, која што е центар на Блискиот Исток, да се запознаеш со културата, со народот и исто така да запознаеш и други луѓе од други држави, да се спријателиш со нив. Од утре до 8 февруари во Прилеп ќе се одржи 9-тото издание на интернационалниот филмски фестивал Winter Apricot. Воведен настан на фестивалот е денешната промоција на книгата «Авторските политики во филмските адаптации», што се случи во фоето на Домот на културата Марко Цепенков. Утре пак фестивалот ќе започне со проекција на танцови филмови, а официјално ќе биде отворен со концерт на групата Калевала во Кино Мистон, каде ќе се одвива целата на тамошна фестивалска програма. На фестивалот се пријавиле над 700 филмови од 73 земји. Временска прогноза. Времето денеска во Прилеп изнесуваше 4 степени Целзиусови, минималната достигна -4. За утре метеоролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.